Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција веќе подолг период нема добиено повратна информација од Министерството за внатрешни работи во врска со сомнежите за оддавање службени тајни и можни шпионски активности во кабинетот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Според информациите од обвинителството, постапката била отворена на 18 декември 2025 година, веднаш по известувањето добиено од секторот за компјутерски криминал при МВР, пошто биле превземени повеќе законски мерки за обезбедување докази. Во рамки на првичната истрага, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд доставило барање за пребарување на компјутерскиот систем со цел да се утврди дали имало неовластено преснимување податоци од информативниот систем во претседателскиот кабинет. Воедно биле издадени наредби за екстракција на податоци од персонални лаптоп компјутери кои претходно биле доставени до МВР. А на 30 декември 2025 година била наредена и анализа на екстрахираниот материјал. Обвинителството сепак наишло на проблеми при обезбедувањето на безбедносните видеозаписи. Од кабинетот на претседателката на почетокот на оваа година било посочено дека не располагаат со копии од снимките, бидејќи опремата била набавена преку службата за општи и заеднички работи, додека надлежноста за управување со системот била кај МВР. Предметниот јавен обвинител на 25 март оваа година испратил нова наредба до секторот за компјутерски криминал при МВР, со која било побарано да се изврши целосна анализа на податоците од мобилните телефони, како и заедничка анализа со податоците од компјутерската опрема, обработени во истражниот центар. Од ОЈОК нагласуваа дека и покрај сериозноста и чувствителноста на предметот, како и потребата од навремено постапување, до денес не добиле никакви резултати или свестување од МВР за превземените действија и обезбедените докази.